Пообширно во нашата утринска тема продолжуваме да зборуваме за штетните диети, па и ајде ако има и за здравите диети, оние кои што мораат да ги пременуваат, и тоа ќе го правиме со нашата позната Татјана Павлова, нутриционист, која што редовно ја консултираме и правиме интересни теми и нормално дискутираме за се она што треба да им помогне на граѓаните, нели, да ги упатиме барем во овие делови и оваа тема што е поврзана со исхраната, нели, правилен начин на исхрана, здрава исхрана и никој случај, посебно младите, нели, да не посегнат по сите овие тренд диети кои што постојано ги читаме. Татјана, добро ден. Добро ве најдов, секогаш ми е пријатно на вистина кога сум гостинка. И на нас исто. Веднаш да се фрлиме на разговор и работа што викаме, затоа што на вистина има премногу информации и се надевам дека овој ќе биде корисен разговор, впрочем како и сите оние кои што сме ги правеле, се со цел посебно младите, нели, да внимаваат околу тоа што внесуваат и каков тип на диета применуваат. Со оглед на тоа дека се млади, веројатно не секогаш е потребна диета, можеме со малку повеќе спорт, пешачење и така натаму, нели, малку да се намали во исхраната, веројатно многу подобро ќе ја достигнат посекуваната тежина. Не, треба да се научиме како да се храниме. Значи ништо не ни е забрането, меѓутоа треба да знаеме кога, во која количина и во кој период во текот на денот да го земаме. Нормално дека брзиот начин на живот ни наметнува нас некои брзи начини како да си ја покачиме телесната тежина и после тоа сакаме на брзина, нели, да се вратиме во нормала и на брзина да ги симнеме килограмите. Меѓутоа секогаш велам, нити нешто дошло преку ноќ, нити може да си оди преку ноќ. Па многу често особено социјалните мрежи и тренд порталите ни се нас репер како треба, нели, да живееме, па тука ќе сретнеме. Само ќе кажеме непроверените информации, така да. Ета така, точно. Тука немам информација дали има јојо ефект, дали е штетна по здравието, што додавам, што губам, што одземам и така натаму. Сега веќе кога здравието ќе си го ставиме под ризик, тогаш се прашуваме што направивме. Иначе многу често ќе си слушнеме 10 дена пијам сокови, не знам како. Да. 5 дена на детокс. А што е детокс? Да. Па јадам само тестенини, па јадам само не знам што и така натаму, пијам само течности и така натаму, па дури се оди до таму, еве сега коментиравме една информација каде што младите земаат лекови за диабетичари, диабет 2, инсулин, за да направат некаква си диета. Мислам дека малку се претера и мислам дека навистина никој во денешно време, многу мал дел од луѓето се консултираат со стручни лица или со својот матичен лекар пред да, нели, започне некаква диета или околу консултација за исхраната. Да се посегнува по таблети, тоа веројатно ова што сега ми го спомнавте е најновиот тренд. Меѓутоа се посегнувало и ќе се посегнува по одредени таблети, се со цел, нели, на брзина да се намалат килограмите. Меѓутоа јас ќе апелирам и уште старт ќе кажам дека сите тие работи се животозагрозувачки, особено кај младата популација. Така е. Постојат, можеме да ги поделиме на добри и лоши диети? Може во секој случај диета. Како ги диета прво што е диета, зборот диета значи начин на исхрана. Са што ќе одбереме, тоа е наша одлука. Дали ќе се консултираме, пак е наша одлука. Меѓутоа, неколку пати апелирам, ајде начинот на исхрана да го оставиме на вистина стручните лица. Да не веруваме, секој организам си има собствен биоритм. Секој организам си индивидуа и затоа секогаш велам дека индивидуалниот пристап е најдобар пристап. Како треба да се храниме? Ако нешто вам ви помогнало, не значи дека на мојот организам тоа одговара. Или велиме за 10 дена 10 килограми, или за 28 дена не знам колку ќе се стопиш. Еве прво правило, за да одреден организам се навикне на одреден вид исхрана, му треба минимум 40 дена. Најмалку 40 дена. Значи тоа е 1 месец и повеќе. Си има одредена количина на килограми кои што велиме во здраво слабење што можат да се намалат месечно. Тоа се од 3 до 5 килограми, во зависност од организм. Се што е над тоа, се е со оној јојо ефект. Значи, го ослабнува имунитетот до максимум. Меѓутоа, кога ќе го престанеме сето тоа, што се случува? Ги враќаме килограмите некогаш дури и двојно повеќе. Зошто? Затоа што нашиот организам е хормонски зависи.
Нашиот организам има едни хормони кои што ги лачи во текот на утрото, па во попладнето, па во вечерните часови, така натам. Со правење на рестриктивни диети. Велиме рестриктивна диета првенствено е онаа диета кај што од исхраната тргаме еден главен макронутриент. Значи, кои се главните макронутриенти? Протеини, јаглени хидрати и масти. Другите се микроелементи, кај што се минералите и витамините. И тие ни се неопходни. Меѓутоа, трите главни макронутриенти ние не смееме да ги отстраниме од исхраната. Затоа што го збунуваме нашето тело. И не знае сега што да прави и како да функционира. Јасно. Значи, ете, тоа е некое основно правило. Да. Еве кога веќе некој ќе се одлучи за диета, можеби му е потребно, нели, од здравствени причини, така натаму, да намали некои килограми, така натаму, што треба да направи лицето пред да започне, нели, на одреден начин на исхрана, да го речеме, или диета? Значи, секогаш препорачувам консултација со нутриционист или медицинско лице во зависност од состојбата. Значи, доколку се одлучи да се консултира со нутриционист, секако историјата здравствена е многу значајна. Препораките од докторот се многу значајни. И да кажеме дека храната да помага, меѓутоа никако медикаментите, веќе зборам за лице кое што има нарушена здравствена состојба, медикаментите во ниеден случај не треба да се прекинат. И велиме со постепено учење на организмот како да се храни. Најправилно нешто е во текот на денот, од прилика неколку оброци, меѓутоа тоа да бидат мали и да знаеме што внесувам. Значи, еве ќе спомнам, дали може човекот да живее само на овошје? Не. Така. Дали човекот може да живее само на свежа храна? Не. Значи, тука каде се протеините, каде се мастите и така натаму. Све му треба на организмот. И јаглехидрат, и здрави масти, значи ќе ги потенцирам здрави масти, да не бидат оние трансмасти од пржена и процесирана храна. Здрави масти, кога спомнуваме јаткасти плодови, спомнуваме семиња, па дури и ние сме нација која што си сака некогаш и помрсничко месо од типот на сланина. Тоа е еден вид на... Така, да, се сложувам комплет во диетите. Пак ќе кажам, во зависност сега и маснотиите во крвта. Добро, сега ќе ги поделиме. Има диети за здрави луѓе, нели, кои што сака да намали или има вишок на килограми па сака да се ослободи од нив, и диети кои што мора да се применуваат кај луѓе, нели, од најразлична болест, така. Значи, правилото е 5 мали оброци во текот на денот и секогаш мерката да ни биде нашата рака. Тоа не греши. Добро. Дефинитивно не греши. Дозирањето е раката. Да. И да не спрегладнуваме. Значи, правило број 1, прескокнувањето на оброци е нешто најлошо. Многу често појадокот го прескокнувам. Тука е проблемот во денешно време, сами рековме, динамично време, со многу обврски, нели? Некој може да си дозволи 5 пати во текот на денот да прави пауза и да јаде, некој едноставно, нели, во работното време дури и заборава од обврски тоа да го направи. И тоа може да се случи, и тоа не прави... или тоа ни го прави проблемот, или еве појадокот, бидејќи појадокот најчесто проблем ќе кажам, особено кај нас младата популација. Меѓутоа, ајде прво физиолошки малку да објаснам што се случува. Во текот на утрото нас ни хормонот на будноста, односно кортизолот ни е на повисоко ниво. Тогаш ние треба да му дадеме на организмот енергија, односно што? Да внесеме храна. На тоа нека бидат и 10 бадеми и 20 грама боровници изблендирани. Ние му даваме еден убав оброк на организмот. Здрави масти, значи внесуваме овошје, меѓутоа нема висок гликемиски индекс, со низок гликемиски индекс нема да направиме висок скок на шекерот во крвта. Од друга страна внесуваме витамини и полифеноли. Му даваме здравје на организмот и му даваме енергија. После тоа, значи, ако не внесеме оброк, всушност нашето масно ткиво наместо да се троши, тоа се складира, затоа што организмот нема енергија, не се лачи кортизол. И затоа го буниме организмот. Нешто што него му треба, не му мислиме дека не доручкуваме, дека сега слабееме и троши. Не. Значи оброк во текот на денот еден е навистина грешка. И тука ги правиме најчесто или не вечераме. Не, кога сме на диета, задолжително треба да вечераме.
кога треба да биде вечерата. Ајде, мислам дека тука се прави проблемот, в доцни часови се внесува и дополнителни исхрани и така натаму. Кога последен пат треба да се јаде? Па Ненад, ние велиме да не биде, зборот ми е сега, ајде ќе ги спомнам јаглените хидрати од типот на леп, палачинки, пица и така натаму. Добро, има индивидуи сега различно функционираат во текот на денот. Некој се буди во 7 часот сабајле, некој се буди во 12 на Моја пладне. препорака е некаде после 20 часот веќе да не се консумира храна. Особено не храна богата со јаглехидрати. Да е некој меко сиренце, да е урда, протеин, салата и така натаму, да, дури и ќе ни го олесни сонот. Зашто? Зашто навечер нас не треба мелатонин, за убаво да спием. Да. А внесувајќи ние јаглени хидрати, тоа е храна богата со шеќери, како што велиме дава енергија, ние го буниме организмот и така натам. Така да отприлика гледајте после 20 часот веќе да не се консумира храна. Да се затвори устата. Би било пожелно, еден убав чај пред спиење, да. Спомнавме смуди, нели, доколку се нема време и така натаму за доручекот. Сега контра одам од после вечерата на доручекот, нели, рековме доручекот е битен појадокот. Што е подобро, да внесеме нели поголема количина на јадење или во вид на смуди или баш онака обилен оброк кој што се ако е појадокот е дозволен и да биде појак. Значи се велиме дека во текот на утринските часови организмот затоа што лачи повеќе кортизол, има повеќе способност повеќе хранливи материи да свари. Значи, затоа некогаш велиме тука, може да се помешат и масти, и протеини, и јаглехидрати. Како одминува денот, веќе даваме акцент на протеините и на минералните материи. Здравите масти и измеѓу помалку овошје. Измеѓу помалку, да. Значи, затоа ќе речем, 5 оброци во текот на денот, ништо не е забрането, само контрола на намирниците. И затоа пак ќе напоменам, кога ќе речем која намирница кога се консумира, мислам на јаглените хидрати. Во вечерните часови, стоп. На минимум. Да. Ајде тогаш малку да ги прочешламе диетите, односно диети кои што не треба да се практикуваат, да почнеме од нив. Од најлошите или од помалку лошите? Како велиш ти, од утрото со повеќе јадење на помалку, вака ние од најлошите на кај подобриме. Ајде, најлошата која е? Диета би рекла најво тренд кето диетата. Кето диета. Добро. Кето диетата подразбира, значи, внес на масти со минимална контрола на протеини и исклучување на јаглени хидрати. Значи, најживото загрозувачка диета. Зашто? Да не ги плашам граѓаните, особено младата популација, меѓутоа треба да ги исплашам. Кога на човековиот организам е во кетоза? Кога има диабет и кога има канцер. Како ги мериме кетоните? Ги мериме преку урината. И кога сме на кето, особено популацијата што сака да слабее, многу често вели, вау, за 15 дена 15 килограми. Кето е врв во овој случај. Меѓутоа не е така. Што само сме направиле? Само 15 килограми течности сме извадиле. Зошто? Затоа што сме ги тргнале јаглените хидрати од организмот. Што прави всушност кето диетата физиолошки? Го тера организмот сопствените масти да ги троши. А всушност тој процес во црниот дроб создава така наречени кетонски тела. Ја менува ацидобазната состојба на организмот. Зашто велиме? Кога одредена личност има канцер или диабет, она се топи. Ете, тоа се случува со кето диетата. Значи, организмот е страшно закиселен. Тие луѓе шират многу лоша миризба околу себе. Имаат мирис на ферментирано овошје, на ферментирани јаболка. Така да, најживото загрозувачка е во тој момент работат мозокот и мускулите, другите органи се под ризик на распаѓање. Значи, на вистина, ајде младата популација нека размисли малце каде си го води организмот. Не подобра и протеинската диета, ајде да и таа е исто така популарна, особено кај билдерите, спортистите и така натаму. Што се случува? Треба да знаеме колку нашето тело протеини во текот на денот може да преработи. Велиме дека желудникот и цревата можат да преработат од прилика 150 грама месо денеска. И тоа е таа порција што нас ни е доволна.
Додека бубрезите, најчесто при протеинските диети, бубрезите страдат. Бубрезите викаат 200 до 300 грама месо или тоа се 40 до 50 грама протеини. А кај еден билдер, значи, вели колку има мускулна маса, толку протеин треба да внесе. А што правиме со вишокот протеин? Повторно се распаѓа во организмот. Повторно се јавува креатининот, уреата, мочната киселина, исто така се оптеретува црниот дроб, ете ги покачените масти во крвта и така натаму. Ете уште еден физиолошки објаснет ризик. Би ги спомнала тука и исхраната само на овошје. Дали може само на овошје да живеем? Значи, тука па внесуваме овошјето, да се разбереме, содржи витамини, треба во текот на денот да го внесуваме, меѓутоа само како ужина и на вистина малку. И треба да бираме овошје со низок гликемиски индекс. Зошто? Не смееме да го заборавиме фактот дека овошјето содржи шеќер. И што правиме? Шеќер, 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 шеќер. Ние сме цел ден на јаглени хидрати или шеќери, просто ги кажувам. Внес на јаглени хидрати неистрошени е потенцијал за замастена јетра, затоа што повторно се складира во црниот дроб. Популација која што е на овошје губи сила, се чувствува заморна. Значи, дефицит на B12, оди во анемија, нервозна е. А тој шеќер не е истрошен. Она нема сила, не па да вежба и да го истроши тој шеќер. Така да, ете, ајде накратко да објасниме некои од... Зголемено количество на кофеин. Ова ќе го направиме како посебна тема за кафењата, но ајде малку кофеинот како така. Вообичаено сега ние сме си популација општо на Балканот што си сакаме кафенца да си пиеме. Точно кофеинот во одредени моменти ни го залажува организмот така или гладот ни го сопира. Меѓутоа, тука и цигарите би ги внела. Значи, многу често иде таа комбинација. Но, ако ја практикуваме таа диета или начин на исхрана, кога ќе ја прекинеме, таа има голем јојо ефект. Не сте слушнале кога некој ќе ги тргне цигарите, нагло покачува килограми? Така да... Не сме слушнале, на нас сме виделе. Да, се е во принцип околу нас. Уште нешто, ајве, уште една-две чисто да ги споменеме само, затоа што нема време, имаме многу да зборуваме. Би спомнала, ајде ќе апелирам сега кај адолесцентните девојчиња малку. Не само што се бориме со гојазноста, има и состојби кои што не ги спомнуваме толкова, треба да ги дискутираме, тоа се подхранетост, односно свесно водење во подхранетост, свесно слабење со некорисни, односно исто пак ќе кажам штетни животно загрозувачки начини. Кај девојчињата, нели, трендот се социјалните мрежи. Не знам идеалите на телото како требало да се изгледа. Да, сите сакаме убаво да изгледаме, меѓутоа не по цена на здравието. Во тренд е и анорексијата и булимијата, за кои што состојби за кои што не се збори, претежно се кај адолесцентите, претежно кај девојчињата што се занимаваат со манекенство, со балет и така натаму, каде што килограмите играат голема улога. Меѓутоа, ја прават една од најштетните, посегнуваат по една од најштетните начини на слабење, а тоа е консумација на памук. Памук. Како таков, значи, кој што го познаваме. Неколку топчиња памук се потопуваат во омилениот сок и тоа се пие. Што правиме? Памукот што е по хемиски состав? Целулоза. Целулозата не се распаѓа во нашиот организм. Тоа е еден вид од диететски влакна. Значи, она бабри. Всушност, го повторно глата... Како го изфрла после памукот? Не го изфрла. Затоа сакам да кажам, значи, може големи гастроентеропатолошки проблеми да направи. Може повраќања. Може до гушење да дојде и така натаму. Така да тоа се навистина многу штетни начини да ја контролираме, да ги контролираме килограмите. Користењето на лаксативи. Значи, свесно ние да провоцираме празнење и тоа не е добро. Свесно да провоцираме. Што му правиме на гастроинтестиналниот тракт? Свесно да повраќаме. Значи, што му правиме на хранопроводот?
таа киселина што е во желудникот оди нагоре. Буквално го гориме хранопроводот. Диуретици. Диуретиците, да, сега ќе почне, нели, кај ќе почнеме за летен период да се спремаме, па поголема консумација зимаме на пијалоци на база на Макдоналдс, на Целер и така натаму. Некогаш ги препорачуваме за тргнување на вишок од течности, меѓутоа да не се претерува. Многу има уште што да се додаде, но ќе додадеме. Тука сме си, нели, ќе се видиме набрзо повторно. Татјана, ти благодарам многу за сите овие претежно совети, нели, информации поврзани со диетите. Верувам ќе помогнеме малку свестак, посебно кај младите, ќе разбудиме, бидејќи нели треба стручно да се исконсултираат пред да посегнат по било каква диета. И како велиме, малку да намалиме сојадењето, да не се преадуваме. Да не се преадуваме, мерката да си знаме. Во све е мерата. Умерено во текот на денот. И вагата подалеку. Да се разбереме, значи не може секој ден да се мериме. Еднаш месечно, еве, ајде дека биде па и на 15 дена. Ништо не може брзо, така е. Сите вие кои што сакате летово да изгледате убаво, може би сте задоцниле. Затоа што минимум 40 дена треба, нели, да има некаков ефект. Никогаш не е доцна кога се сакаат промени.